Амнестија, директна или индиректна, нема. 90% од времето кое го поминавме на средбите во клубот на пратеници се потроши на барањето на ВМРО ДПМН за амнестија. Апсолутно не се боревме за амнестија на криминалот на никого. Никој не треба да се надева и да очекува амнестија. Сево ова падна во вода со вчерашниот настап на премиерот во собранието. Еве прилика да си простиме. Ајде да почнеме од тој 27 април 2017 година. Ова ја отвара дилемата, или СДСМ со месеци лажно тврдеше дека главна цел на ВМРО ДПМН е пазарење за слободата на пратениците и раководството, или пак владачката партија подготвена да стави се на маса за да добие поддршка за уставните измени. Опозицијата упорно негираше дека бара амнестија. Не разбирам за каква амнестија станува збор. Второ, еве ќе ви одговорам, ќе одбијам. Ова го потврди коалицијскиот партнер на власта, ДУИ. Не, значи не бараше Никола Груевски, ниту Христијан Мицковски од мене, ниту амнестија, ниту некоја друга олеснителна околност. Пресуда за амнестија или помирување, изјавата на Заев предизвика лавина реакција, но и забуна кај неговите поддржувачи. Едни го правдаат, други го дообјаснуваат, трети го напаѓаат. Амнестија е правен термин, а помирување, простување е етички. Праќање на порака дека учесниците во настаните од 27 април во собранието ќе бидат амнестирани. Обвинетите за настаните од 27 април пак категорично одбија амнестија. Побара единствено правда, велики дека само така ќе докажат оти се невини. Подарена слобода на неправедно обвинетиот, прифатена како милост одгоре, ќе биде претежок товар во сплеките на еден родител, пријател, македонец кој цел живот се бори токму за една вистинска слобода. Правда, не амнестија. Јас не се чувствувам виновен и не барам милост. За ВМРО ДПМН пак понудата на Зоран Заев е само потврда дека случајот од 27 април е политички фабрикуван без докази, без аргументи, наменет за политички притисоци. Невини луѓе стана жртва на прогонот на Заев. Ова јасно покажува дека власта не само за 27 април, туку и за други случаи против луѓе од ВМРО ДПМН води политичка хајка. Опозицијата смета дека обвинетите со месеци се предмет на притисоци и дека не може да се тргува со нивната слобода.